Здраво, овни, здраво и добре дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои ни ги праќа универзумот преку тарот картите и се однесуваат за вас овните и месец јуни. Значи, ова се генерални пораки, ова се однесува на многу голем број луѓе, ова се однесува на сите аспекти и полиња од животот. И токму поради тоа не може се да се однесува за вас, но вие ќе се ја препознаете пораката, јас преку метафора ќе ви ја пренесам, а вие конкретно ќе се ја однесете во на поле каде што мислите дека припаѓа. И да не должиме, а да преминеме на пораките, да видиме што носи месец, доста интересен месец, доста случувања и она што е главно овде и главната енергија што ќе води сите на почеток се разбира, е вашата неодлучност, односно вие ќе направите се што можете умеете, вие се ќе направите само да не донесете одлука некој. Од вас одлука се чека, вие ќе мора знаете дека вие мора да ја донесете одлуката, но едноставно не сакате, ниту сакате, ниту се чувствувате дека сте во состојба. И ве гледате, ова сте вие периодов, сте ставиле превес и не сакате да видите. Сега што е работава, може би вие не сте одлучни затоа што треба да одлучите помеѓу две нешта. Тие две нешта се сосема спротивни, значи гледате во различни правци одат. Ова се мислите, може би вашите мисли се вие размислувате во две различни насоки, вие имате две работи за избор. И сето тоа вас ве прави уште повеќе неодлучни и не сакате да донесете, едноставно сте ставиле превес и не сакате ни да гледате, ни да носите одлуки. Може би ова потекнува тоа што неудамна во минатото или било како и сега сте имале премногу можности за избор, премногу нешта за избор. И обично кога имаме премногу факти, премногу нешта за избор, премногу работи пред нас, ние тогаш сме неодлучни, тогаш ни се заматени мислите, тогаш се потешко и потешко станува да одлучиме. Така вие се чувствувате овој пат за нешто. И не знаете што да направите. Може би сте растргнати помеѓу две нешта, помеѓу две работи. Може би не знаете зашто да се одлучите, дали за конвенционалното или малку помодерното, дали за младоста или искуството, дали едноставно две нешта ви го одлекуваат вниманието во сосема различни правци и затоа не доаѓа одлуката. Дека ќе мора, конкретно на месецот, вие веќе и ќе се одлучите. Околу 20-23 па натаму, вие веќе ќе одлучите, ќе морате. И одлукава што ќе донесете на прв поглед и за другите може би ќе се граничи со лудост, но за вас доаѓа од длабочината на вашата интуиција. Знаете зашто колку и да сте вие неодлучни, тоа така стои дека вие перцепцијата моментално заматена и сето тоа, меѓутоа вие во длабочината на вашата душа, вие многу добро знаете одговорот. Вие најдлабоко во вас, длабочината на вашата душа, вие сте во еден таков баланс, во еден апсолутен еквилибриум и оттаму може да дојде таа права, исправна и чиста одлука. И токму таму ќе погледнете. Значи ќе го ставите совеста на страна и мислите и ќе си ја донесете одлуката. Без разлика што мислат другите, како ќе изгледа тоа за останатите, дали нема да биде рационално за нив или лудост,
вас тоа веќе не ви е грижа, вие сте ја донесле толку крај. И она што сте го направиле, вие сега тоа не го гледате, нема ни да го видите во месецов, нема да го видите, зашто вие сте сега овде, ќе бидете после одлуката овде, ќе бидете малку исплашени, што ли ќе биде, затоа што вие се плашите дека откако ќе ја донесете одлукава, вие се плашите да не случајно изгубите нешто, дали она што ќе го изоставите ќе ви недостига. Или вас тоа ќе ве плаши. Вие ќе се грижите дали случајно она што сте го оставиле ќе ви недостига. Одлуката знаете дека е правилна, меѓутоа едноставно ќе ве плаши дали ќе ве недостига. Меѓутоа иднината е ова, вие не го гледате ова моментално, но ова е нешто, ова е делот од исходот од сето ова, од иднината, а тоа е нешто, без разлика дали се работи за врски, партнерство, љубов, работа, дом, ова е нешто со потенцијал да расте, да се развива, да стане големо и да дава плод. Значи, зашто и да се работи, ова е тоа. Ова сега е мало, почеток, но ова ќе донесе многу радости и успеси во вашиот живот. Значи, каква и да е неодлучноста, на крајот работите ќе се завршат, вие ќе застанете цврсто, ќе си дојдете на себе си, она што всушност вие сте. Ова е карта која ви представува вас, моќни, способни да одлучите, моќни да дојдете до ресурсите потребни за одлуката и ќе си ги изоштрите сетилата, умот, мислите. И ви кажав, значи, оно што доаѓа е апсолутен успех. За некого доаѓа и помош, може би оваа личност, ако не сте вие, ќе биде некој кој ќе донесе, кој ќе припомогне во нештова, ќе помогне со некакви насоки, некакви мудри насоки. Преку разговор, не преку дела, туку преку разговор, нешто ќе ве советува и може би пак за тие што сте во некаков спор легален, нешто во минатото не ве израдувало некаква одлука, меѓутоа ова не е завршено се уште трае, може би следувале некакви жалби, тужби, не знам тоа сето како оди, меѓутоа не е завршено и допрва уште треба да се заврши. Може би ова е таа личност која ќе дојде на помош со своето знаење, зашто овде има премногу знаење и способност и ќе ви помогне. Ќе помогне за вие да доживеете успех. Ова е исто така и победа, значи и за тие што сте во спор, финалната конечна одлука ќе биде во ваша корист и победа за вас на некој начин. И сега друго што гледам овде, исто така за некој други од вас, вие неодамна сте направиле нешто некому, зависи, може сте на другата страна на приказната, не знам, тоа е ваше, вие ќе се пронајдете, но нешто се случило, вие некому или нешто сте одзеле, или нешто не сте дале, што му припаѓа, или нешто сте сокриле, или нешто непотребно, нешто неубаво сте направиле. И сега што се случува? Вие не можете сега да се изборите со совеста. Никој вас ништо не ви прави, воопшто ова за другите веќе завршило, меѓутоа за вас не е завршено и вие не можете да се изборите со мислите. Вас ве мачат мислите зашто сте така постапиле, не се чувствувате убаво, знаете дека направивте нешто што не требаше. И ќе донесете одлука, исто така и вие носите одлука и ќе донесете одлука да ќе тргнете кон
кон таа или кон нештото, со цел да ги исправите работите, да ги избалансирате работите, ќе мора, мислам, вие сакате, не морате, вие тоа сте го одлучиле, и може би се работи за стрелец, не може, мислам, може би се работи за стрелец, може би се работи за овен, може би па се работи за близнаци, девица, не знам, и ќе тргнете кон него, неа или нештото, да ги справите, кажав, работите, и знаете, после вашава одлука и вашава постапка, вие ќе станете многу големи во очите на другите, на другиот, кон ова, кон кој е тргнато нешто, значи вие станувате многу големи, со почит од сега навака ќе ве гледаат, со поинакви очи, вие сте станале многу поголеми. Значи сена се, какви да се нештата, што и да се случува периодов, да знаете дека исходот од секаква ситуација, во каква и да се наоѓате, е многу, многу убав, значи многу убав. Во тоа ве уверувам и ви ветувам. И сега за крај, оно што си го правиме, знаете, секогаш, вие си замислувате желба, може би и прашање, на кое може да се одговори само со да или не. Што ова ќе биде кратко. Да или не. Опа. Хајде да видиме. И па, драги мои овни, одговорот е не. За жал или за среќа, затоа што овде вака нема ништо добро и одговорот е не. Се надевам уживавте, се надевам најдовте нешто што ќе ве води, ќе ви помогне, и до следното видео. Чао, чао!